Велам добро утро за сите оние кои во овој дел од денот ни се приклучуваат на канал 5 Здраво Македонија. Дефинитивно вашето внимание ќе го украдаме со една женска тема која ќе ја споделиме во овој дел од денот. Чести задоволство ми представува да ве информирам дека од 20 до 21 јули од 17 до 22 часот во Кино Фросина во Младинскиот културен центар ќе се одржи првата глобална женска лидерска конференција под наслов И јас сум жена. Дамите кои што се главни и одговорни за ова случување се денеска мои соговорнички. Првото добро утро го велам на Донив. Добро утро. Добро утро, благодариме за поканата. Ана, вие сте, ајде да речем, водич, иницијатор или главата на се оно што ќе не биде случување во Кино Фросина. Вие сте дама која што 15 на години живее и работи во Вашингтон, во САД, но решивте да во Македонија ја донесете промената особено за жените и направивте една лидерска конференција која што денеска сме тука да ја најавиме. Од каде идејата? Така, како што кажавте, јас живеам 15 години во САД, во Вашингтон поточно. Луѓето во Македонија и надвор иселениците ме знаат како гласноговорник за многу теми кога станува збор за Македонија. Ќе ги споменам националните права, ќе ги споменам и правата на лицата со посебни потреби и со оваа иницијатива и положбата на жената во општеството во Македонија. Околу февруари оваа година почнав да размислувам да направам нешто затоа што пред 2 години ја формирав иницијативата мрежата Македонци во светот и сакав да и дадам уште еден дел кој ќе биде македонки во светот, вклучувајќи ги македонките во Македонија и со цел да се осознае која е положбата на жената во општеството, да направиме една паралела од правата и положбата на жената во минатото. Не зборувам за криптоисторија, туку од 1900 навака, да видиме како напредувала борбата за унапредување на правата на жената, за нејзина поголема интеграција во општеството и еманципација. Колку жените се уште се со тој менталитет дека треба да биде домакинка, да ги гледа домот и децата, да биде столб, да и покажеме дека освен тоа ние жените сме мултитаскери и да покажеме дека можеме и покрај тоа да имаме и успешни кариери. Со Илина и со Катерина имаме комуникација преку социјалните мрежи и заради нивните ангажмани, тоа што го работат, сметав дека би биле додадена вредност на оваа иницијатива и затоа ги контактирав за заеднички го реализираме овај проект. Морам да кажем, имавме замисла за да биде нешто многу помало, да почнеме со Zoom, нели со пандемијата сите се навикнавме на работа од дома, еве да кажам, и за да не постои тој медиумски мрак, да го држиме сепак актуелни некои прашања кои треба да бидат актуелни, но бидејќи одлучив да дојдам за Македонија, овие 3 недели додека сум тука, заминувам 2 дена после конференцијата назад за САД. Решивме да го направиме со физичко присуство, нели веќе се раздвижува и цел свет, не само Македонија, и затоа одиме во живо. Иначе конференцијата, како што кажавте, ќе се одржи на 20 и на 21 јули во Кино сала Фросина. Ја поделивме во 2 дена за да можеме да ги офатеме нели повеќе, да не офаќаме многу голем простор, а сепак да го држиме интересот на македонките и на сите кои сакаат да ни се придружат. Се работи за 4 панел дискусии. Помеѓу секој панел ќе имаме кратка пауза, ќе имаме можности за дегустирање и на десерти, и на последниот ден имаме коктел, заедно со изложба на модни креации кои се специјално направени за нашата конференција од Силвија Алшар, моден бренд Алшар. И првиот ден го завршуваме со изложба на рачни изработки на занаетчики од Македонија. Ги поддржувате и ги промовирате жените се во главен фокус. Вашата панел дискусија е обединување на
македонките од светот. Колку Така. македонки обединивте и кои се ќе биде дел од панел дискусијата? Имаме многу македонки успешни и реализирани низ цел свет со успешни кариери. За жал, концептот е направен таков да сега издвоиме само 4, за да можеме да ја изнесеме и поентата на конференцијата. Ќе бидат присутни 4 дами на тој панел. Сандра Газинковски е пратеник во Словенечкото собрание, која доаѓа да биде лично присутна, специјално во Македонија за конференцијата. Симона Чаминска, таа е продукт онер во T-Mobile во Полска. Таа ќе биде вклучена со линковско вклучување преку платформата Zoom. Ирена Андреевска. Имаме многу, сепак само да им дадеме еден мал тригер 4 дами. Така, мал тригер дека имаме македонки кои што се успешни во светот и ќе бидат дел од оваа конференција. Апсолутно. Илина, како се обединивте вие 3 дами? Многу интересно прашање. Прво ви благодарам за поканата. Многу ми е мило што сум тука денес. Јас пред 2,5 години, додека беше пандемијата, направив еден вебсайт со име femitica.mk и идејата беше да служи како платформа за поддршка на успешните македонски жени. Односно секој кој што сакаше да биде, секоја жена која што сакаше низиниот глас да биде слушнат, јас им давав платформа. Дали е тоа колумна, текст, така натаму. Со Ана се запознав на тој начин, ми испрати колумна за тој сајт, кој во тоа време постоеше на тој начин. Сега е пренаменет, служи како платформа за конференцијата, а со Кате се запознавме на Школата за млади лидери кај председателот Иванов. Подоцна исто така направив и подкаст, имам мој подкаст со име Femcast, каде што гостинки ми се исто така реализирани и успешни, амбициозни македонски жени и двете ми беа гостинки на мојот подкаст. Кога Ана не контактираше во февруари за идејата околу конференцијата, веднаш се согласив бидејќи тоа е нешто кое што и природно ми доаѓа, односно сакам да давам поддршка на секоја жена која што сака да успее и има амбиција да направи промена во нашето општество. Од тука, Катерина, на вас би го упатила прашањето каква е положбата на македонската жена? Со што се соочуваме? Со кои предизвици се соочуваме? Кои прашања ќе бидат отворени токму на вашата платформа или панел дискусија? За жал, под нашето поднебје предизвиците за жената се уште постојат. Токму и тоа е темата која што ќе биде под моја палка на самата конференција Јас сум жена или македонките и кариерните стереотипи. Луѓето знаеме дека кога ќе се родат се раѓаат со одредени биолошки и физиолошки карактеристики, меѓутоа нашето општество си зема некако како за право да им препише одредена улога, дека некој ќе биде подобар во домаќинството, некој ќе биде подобар во сервисирање на автомобили. Таа кариерна стереотипизација кај нас во Македонија може би се базира на традиција, на религија, на навики, на семејни модели кои што се развиваат во самото семејство и општеството во кое што функционираме. Меѓутоа ќе се согласиме сите дека таа кариерна стереотипизација многу влијае во родова нееднаквост и родова дискриминација, што за жал не е добро и не е прифатливо ниту во една заедница. За таа цел да ги срушиме сите овие предизвици и стереотипи кои што постојат, ние го креиравме овој панел Македонките и кариерните стереотипи и ќе се обидиме преку искуствата и знаењата кои што ги поседуваат овие жени да го разбиеме оној момент дека не е се до родот, туку многу е повеќе до професијата, знаењето и вештините кои што ги поседуваат луѓето. На моја огромна чест и задоволство имам навистина 4 прекрасни дами, жени, борци, би рекла хероини во нашата држава. Ја имам Афродита Денковска која што е председател на секцијата на жени во полицискиот синдикат во Република Македонија. Понатаму исто така имаме една добро позната режисерка Марија Џиџева. Имаме прекрасна млада девојка која што инспирира и мотивира во секој поглед и е спортски пилот во Република Македонија. И исто така имаме жена од хајтех индустријата Моника Ризовска, која што е навистина амбициозна, прекрасна и
многу делува инспиративно и знае што да пренесе на младата популација во нашата држава. Дами кои дефинитивно инспирираат и дами кои укажуваат на тоа дека нема граници за македонските жени. Навистина мислам дека ќе биде предизвик повеќе да се слушнат истите и дека ќе ни овозможите можеби некој и да ни гостува во Здраво Македонија по одржување на оваа успешна конференција. Или на што ќе биде под ваша палка? Мојот панел се вика Македонки во бизнис и мултимедија, односно е посветен на жени кои што сами го искачиле, нели, кариерното скалило до врвот. Имаме, значи, Константина Зафировска, генерална директорка на IT Labs, софтверска компанија. Потоа ја имаме Искра Коровешовска, која што е ваша колешка, доктор по комуниколошки науки и уредничка во телевизија Алфа. Потоа Олга Рајкич, која што е основачка на платформата Challenger, која што сите знаеме дека им помага на малите и микробизнисите да стигнат до една поголема популација на луѓе, и ја имаме Теодора Филовска, која што е собственичка на Галексија. Би рекла 4 многу инспиративни жени кои што сами се створиле на некој начин во бизнисот и во кариерата, и верувам дека не само младата популација, туку сите жени можат да научат многу од нив, да ги мотивираат и да бидат најдобрата верзија од себе, да им покажат дека кога се работи за кариера, успех и амбиција не постојат граници. Така, велат треба да учиме од тугите искуства и грешки, но некако тоа тешко ни оди. Ана, што очекувате да се сподели и која промена би сакале да ја направите во Македонија со оваа женска конференција? Сакаме да покажеме, како што спомна во почетокот, дека жената не треба да биде фокусирана само на своето домакинство. И ние сакаме да со оваа платформа да им ги дадеме сите ресурси, да им ги дадеме сите контакти, значи да формираме една мрежа на успешни и реализирани македонки во Македонија и надвор од Македонија, кои во иднина би биле ментори и инспиратори на идните генерации во Македонија. И тука не застануваме. Имаме намера да прерасне оваа конференција во годишна конференција со годишно организирање, но измеѓу една и друга глобална конференција ќе имаме работилници на кои ќе обработуваме теми од различни сфери од општеството со цел да офатиме што е поголем број на успешни македонки, успешни жени во сите сфери во општеството и да им дадеме повеќе шанси на младите, на идните генерации да се поврзат со нив и да добијат мотивација и инспирација и ресурси и совети, се што им треба за еден ден и тие да бидат дел од таа мрежа на успешни македонки. Бидејќи 15 години живеете и работите во Соединетите Американски држави, верувам дека може да направите разликата на жените во Америка и жените во Македонија. Која е разликата и каде ние затајуваме во рамноправно и еднакво прифаќање на тоа што значи жена во бизнес заедница? Мислам дека во цел свет постојат разлики. Се зависи од поставеноста на општеството и на политичката и општествената структура на секоја држава. Разлика помеѓу разликите се видливи и се големи, затоа што Америка сепак е многу поразвиена земја од Македонија и на некој начин тоа ми беше инспирацијата и за мојата панел дискусија, да покажеме дека ние тоа искуство и знаење што го стекнуваме во државите каде што живееме, можеме да ги пренесеме во Македонија со цел да ги подобриме системите кои се или нефункционални или тежат кон нефункционално, со голема тага го кажувам тоа, но даваме напор за да го подобриме тоа. Илина, што би сакале да промените во она општество кое што го живееме, бидејќи имате и ваш мал бизнес со кој што работите и во приватна компанија, што како жена и мајка би сакале да направите промени и еве по оваа конференција да се одредени знаења, умења и искуства се направи еден исчекор? Би сакала да ги мотивирам младите жени да не размислуваат да заминуваат од Македонија, туку да им покажам дека можат да успеат и тука. Тоа ми е главен мотиватор и со се тоа што
Јас го имам постигнато, нема да бидам скромна, затоа што знам колку ми беше тешко додека стигнав до оваа точка која што сум сега. Значи, работам и во приватна компанија, имам и собствен бизнис и верувам дека доколку се сака навистина се може. Значи, сите можеме да успееме доколку сакаме. И не ни е потребна понекогаш, знам дека ги имаме оние изговори, дека мора да имаш некој да те стави на пиедестал, да те турне. Посебно во работата која што ја работам, значи како дизајнер на корисничко искуство, мене никој не ме туркаше. Јас самата си стигнав до позицијата која што ја имам сега. Многу е важно да верувате во себе и сакам тоа да им го покажам посебно на младите генерации, затоа што потекнувате од Струга, извинете заката, значи не сте од Скопје, сте од Струга, средина каде што верувам дека жената ја има позицијата која што можеби за која што ете и Ана и Катерина зборуваат. Потврдате или негирајте? Точно, меѓутоа јас живеам, моето семејство ми дава многу голема поддршка. Значи се е индивидуално. Повторно ќе кажам, значи поддршката од семејството е најважна за да се успее во животот. Значи, не зборувам тука финансиски. Мора да имаш еден support систем, што би се рекло, да безбедносна мрежа, која што ќе те фати. Да, точно, во малите градови средината е можеби малку позаостаната, имаме поголеми предрасуди и поинаку гледаат на не само на жените, туку општо на луѓето кои што се поуспешни и им додаваат секакви придавки, точно. Меѓутоа, сакам да верувам дека се движиме во насока да го смениме тоа и затоа и тоа е целта на оваа конференција, да докажеме дека не е важно од каде потекнуваш, дека ако имаш мотивација, ако имаш амбиција, можеш да бидеш се што ќе посакаш. Така е. Не само знаењето пред се, значи да вложуваме во себе и во своето знаење и предзнаење. Катерина, кои се вашите очекувања? Која промена вие, бидејќи сте сепак млада дама, исто со потекло надвор Охрид, каде што верувам дека е град кој што, ајде, условно кажано, можеби не различно, меѓутоа град кој што миграцијата најмногу ја има направено кон Скопје. Колку млади се останати во Охрид и колку таму може да се направи одредена промена? Така да, значи во најголема мера, значи младите се иселуваат не само од Охрид, туку и надвор од Република Македонија. Треба да се вложува многу за да се направи да се врати вербата на младината да живее во Република Македонија. Има можности кои што можат да се искористат, онака како што ние сме останале тука и како што има за нас, така има и за секој млад човек тука во нашата држава. Само што треба вистински да се препознати, да си го најдат своето место во општеството и никогаш да не се откажуваат, бидејќи колачот е тој и сите може подеднакво да згриземе од истиот и од нас сами зависи колкав дел од колачот ќе згриземе. Секако, она што е најважно е секогаш да се стремиме кон врвовите и тоа и ќе биде главната моја цел која што ќе сакам да ја потигнам и да се оствари со оваа сама конференција, да ги потигнеме жените никогаш да не се откажуваат и секогаш да се стремат кон врвовите, зашто сите врвови се достигливи. Тешки се, меѓутоа се достижни и ќе искористам една фраза од председателот Иванов кој што вика дека секој врв може да го достигнеме, меѓутоа треба да пазиме бидејќи кога ќе се искачиме на самиот врв, таму дува најсилниот ветар и таму сме сами. Така, убава мисла. Ана, кои заклучоци би сакале да ги изнесете и кој е говорникот на овие панел дискусии кои што вие со најголемо внимание ќе го слушате? Би било неблагодарно да издвојам една од панелистките, зашто сметам дека сите во својата професија се успешни и реализирани и индивидуално ќе бидат интересни за учесничките, за сите гости на нашата конференција. Јас како човек кој живеам надвор од Македонија сакам да покажам не да ги инспирирам младите за да се иселат, туку да покажам дека еве јас која сум се иселила сакам да се вратам во Македонија и тоа го имам во намера за следната година. Го потенцирам ова за да не се прави разлика дека еве нели моите партнерки во организацијата живеат тука и се совршен пример за успешна кариера и имање можности но вашата приказна уште помотивирачка. По 15 години живот во САД, сакате да се вратите во Македонија и тука да направите промена. Што така, и тоа е тоа што сакам да го извлечам како заклучок. Баш една од моите панелистки или Марија Дуда е човек кој живее
хибридна верзија, да кажам пола живее во Њујорк, пола живее во Македонија и Има многу такви, верувајте. Има, да, но мојата цел и замисла е моето комплетно постојано живеалиште да биде Македонија. Така. Илина, истото прашање би го упатила и до вас, би издвоили или Така би било неблагодарно. Ќе се надоврзам на одговорот на Ана, меѓутоа ако веќе морам да изберам, возбудена сум да го слушнам мислењето, односно одговорите кои што ќе ни ги дадат Олга Рајчич и Теодора Филовска како млади амбициозни жени кои што уште пред да наполнат 30 години основале собствен бизнис. Значи, така, тоа е навистина мотивирачки. Да, мотивирачки. Особено и во Македонија, во нашата земја, да пред 30-тата направите нешто за себе, мотивирање плюс. Кате? Кај мене сите се посебни на некој свој начин и сите ќе бидат многу интересни, бидејќи секоја од нив во себе носи некоја своја историја и своја животна приказна која што вреди да биде кажана и слушната од публиката, така да не би можела да издвојам која од нив. Сите ми се особено драги и сите ми се како ги навикувам јас ги повикувам со хероини. Хероини на нашето време, зашто се борат, успеале и вреда да бидат слушнати. Така. За крај на овој убав разговор да ги поканиме дамите и да им дадеме причина повеќе. Ана? Така. Како организаторите, како носител на целата оваа идеја, се една убава порака, значи да ги упатиме сите гледачи кои што колку имате пријавено досега и уште колку места слободни има за да можат оние кои што во моментот не гледаат да се пријават и да нагласиме на граѓаните дека сепак станува збор за бесплатна конференција, што е многу важно, каде што имате можност, честе задоволства да сите оние дами кои што ги споделија да ги слушнете нивните искуства и сведоштва низ животот. Пред се би сакала да се заблагодарам на овие 15 дами кои се дел од нашите панел дискусии кои ни ја дадоа довербата за да бидат дел од нешто што е комплетно ново. Во Македонија досега не се случило. Има и други женски конференции, но се тематски. Ова е прва глобална која ги опфаќа сите. Исто така би сакала да се заблагодарам и на нашите спонзори кои ни застанаа зад нас сепак без да именувам секако за да можеме да реализираме нашата идеја и истовремено би сакала и да ги поканам сите заинтересирани кои сакаат да слушнат, да бидат инспирирани, да се поврзат со други дами, како што сакам да кажувам од жена за жена, да ја изградиме мрежата на успешни македонки во Македонија и надвор од Македонија, да си бидеме потпора една на друга, советник, да си даваме информации, да споделуваме искуство и знаење и заедно да се надградуваме и унапредуваме во општеството, а со нашето напредување го напредуваме и општеството и за нас и за идните генерации. Така е, убава мисла. Кратко ќе побарам и од вас дами една убава завршна мисла за овој убав разговор. Како сакате, како милувате? Како што веќе спомнана, да се надоврзам, имаме уште 24 слободни места, затоа што би им препорачала да се пријават побрзо со пријавувањето. Очекуваме, значи, да биде успешна конференција, очекуваме да мотивираме, инспирираме и се надевам дека после одржувањето на конференцијата ќе имаме уште поголема заинтересираност за вклучување на што е поголем број на жени во оваа платформа или оваа кауза на некој начин директно. Кате? Па ајде, јас да крај ќе кажам дека ние на крај спремаме едно изненадување, тоа што не го кажавме претходно, ги спомнавме сите три панели, меѓутоа не го кажавме четвртиот, кој што го чуваме малку во тајност. Да имаат нешто за изненадување. Така, да. А ќе биде посветен на сите оние жени кои што се креатори на политики во Република Македонија. Така, дами, ви благодарам јавно што ни разубавивте Здраво Македонија со вашите убавина, знаење и умења и што ја создавате оваа прва лидерска женска конференција. А на целата македонска јавност која во овој момент беше заедно со нас, јавно ве поканувам да ги посетите Јас сум жена 20 и 21 јули од 17 до 22 часот во Кино Фросина, Младинскиот културен центар. Дефинитивно настан кој што треба да е на вашата агенда.